Прорускиот српски лидер Милорад Додик прогласи победа во трката за пополнување на српското седиште во тричленото председателство на Босна и Херцеговина, зголемувајќи го стравувањето од етнички поделби во земјата која се соочи со брутална војна пред околу 25 години. Оценувајќи дека гласачите го казнија неговиот противник за неговите, како што рече, сервилни политики кон Западот, Додик изјави: Приоритет број 1 za moj posao u budućnosti bit će položaj srpskog naroda i Republike Srpske. Želim da uspostavim dobru komunikaciju. Ja vjerujem da Bosna i Hercegovina možda i može da napravi neki napredak ukoliko budu se uvažavali jednako svi. Ukoliko se i odbaci bilo kakvu politiku miješanja stranaca u politiku Bosne i Hercegovine. Неговиот противкандидат Младен Иваниć го призна поразот. Победа прогласи и кандидатот на најголемата партија на босанските муслимани, Партијата за демократска акција, Шефик Џаферовиќ, кој изјави дека граѓаните очекуваат забрзување на интеграцијата на нивната земја во Европската унија. Dakle, ovoj zemlji potrebna je stabilnost, potrebne su ekonomske reforme i integracije. I tražit ću od članova predsjedništva koji su izabrani da to bude u stvari fokus našeg djelovanja. Голема промена во нивната застапеност во председателството забележаа босанските хрвати откако умерениот кандидат на Демократскиот фронт Желјко Комшиć доби повеќе гласови од председателот на Хрватската демократска заедница во Босна Драган Човиć. Иако речиси 80% од хрватските гласачи го поддржуваат Човиć, во сложениот уставен систем муслиманските гласови му дадоа предност на Комшиć, кој претходно 2 пати веќе беше член на председателството. Хрватите представуваат само 15% од населението во Босна, така што муслиманското мнозинство гласаше за Комшиć, избирајќи го како хрватски член на председателството. Želim da znate da ja sam tu da služim svim građanima Bosne i Hercegovine i da svima stojim na raspolaganju. Bez obzira da li su glasali za mene, glasali protiv ili nisu nikad. Одзивот на вчерашните избори беше над 53% од околу 3,3 милиони регистрирани гласачи. На вчерашните избори за масовната и сложена владина структура врз основа на етнички квоти, дизајнирани според мировниот договор што и стави крај на војната, не беа забележани поголеми инциденти.